Иницијативата Сакаме спорт во Велес се во полнек. Полека се враќа публиката на трибини. Ако во минатото на надпреварите на кошаркарскиот клуб Жито Вардар, трибините беа исполнети до последното место, денес на надпреварите на Борец баскет можеби не се бара место плюс, но со добрите и квалитетни надпревари, велешени од надпревар во надпревар, доаѓаат во се поголем број. За да се врати спортскиот сјај на Велес и спортската сала Гемиџи се приклучува кон оваа иницијатива. Ние како јавно предпријатие, јас лично ја поддржувам оваа иницијатива Сакаме спорт во Велес, навистина сакаме сите спорт во Велес. Некако иницијативата на кошаркарскиот клуб Борец баскет навистина доаѓа во прав момент, се покажува дека добра организација на еден клуб со една финансиска конструкција која што им ја понуди на велешани, реално да кажеме, иако не е во целосно прифатена од граѓаните, меѓутоа во голема мера веќе ги дава очекуваните резултати, значи веќе граѓаните започнаа да набавуваат сезонски билети, да купуваат влезници за надпреварот. Значи тука е успехот на ракометниот клуб, градскиот ракометен клуб Борец, значи полека но сигурно во спортската сала се враќаат. После 20 години професионален ангажман во тимот на Жито Вардар и неколку други тимови во Македонија, Васко Бојчев, добро познат за велешени, се приклучува кон оваа иницијатива. Според него, процесот на враќање на публиката на трибините е долготраен, затоа што велешени се навикнати да гледаат врвни спортски надпревари. Публиката во Велес е научена на врвен спорт, очекуваат. Тие беа ни времења кај што се вдолжуваше и повеќе во спортот. Значи имаше странци во кошарката, имаше странци во ракометот, одбојка знаме играа финале на куп и така натаму. Очекувањето нивни се малце поголеми во овој момент од тоа што може да пружат сите спортски екипи и фудбал, еве ракомет, дај Боже да продолжат како што почна, ги следам на неколку надпревари, победија, еден кикс мислам дека има на почеток прво коло и една од причините е таа. Меѓутоа сведоци сме на овој надпревар дека има се повеќе и повеќе публика и само треба да ги поддржат овие млади, да кажам, спортисти, не само кошаркари и други, и дека ќе се врати публиката. Затоа мислам дека во овој момент нема доволно, меѓутоа задоволни сме и со оваа посетеност. Ангел Јутков, 15 години професионален кошаркарски тренер, во цело се приклучува кон иницијативата и тој и Бојчев се присетија на деновите како изгледаше спортската сала кога тимот на Жито Вардар се надпреваруваше во Суперлигата. 2003 се згасна кошаркарскиот клуб Жито Вардар, тоа е наследникот на кошаркарскиот клуб Борец. Овде имаше 4 до 5000 публика, Жито Вардар настапуваше секоја година, скоро секоја година во плейофот, една година во финалето на плейофот. Овде имаше прекрасно навивање, значи Велес разбира спорт, велешани сакаат спорт. Самите видовте денес, значи иако се работи за втора лига, не имавме публика, верувам повеќе од некој прволигашки терени. Како директен учесник на тие моменти можам да ви кажам дека на тренинг едната трибина беше преполна, а за време на надпревар, на 2 часа пред надпреварот, трибините беа преполни, немаше доволно место, значи да имаше 6-7 илјади гледачи, ќе беше полно. Исто се случуваше и на ракомет, 2-3 години пред таа еуфорија со кошарката, меѓутоа полека да не одиме со некои големи чекори, како што се движи вака во овој правец, нека продолжи и се надевам на најдобро нормално. Сакаме спорт во Велес продолжува со својата промоција како на социјалните мрежи, така и на спортските надпревари, затоа што Велес заслужува спорт.